5 керки дозволиле Станко Анакиев од Карбинци да се мачи во мизерни услови, сам болен и гладен. Ниту една од нив по смртта на синот не повела сметка за тоа како таткото кој ги одгледал живее. Значи он можел да го издржа 20 години, да му дае некој живот, да речеме некоја основа на живото, а они сега што се го оставиле сам на себе, тоа е нечовечки однос. Дрва нема, не избањат, со здравјето недобар. Не знам. За лошата состојба на Станко јавно алармираше неговиот другар Мире, кој најдобро знае што се Станко правил за своите деца. Ти знаеш што беше он за децата? Имаше камион ФАП имаше. Ние сме у 3 сата ноќте одели у Плачковица по дрва. Товараме го. Он беше толку јак, толку вреден, што не може да биде. Плюс тоа, имаше машина за бичкање, имаше камион, имаше машина за блокови за правење. Се тоа за децата. И да го стават на овај начин, ја не знам. Болката по смртта на синот од пред една година од Станко направила телесен и духовен инвалид, па тој веќе не бил способен сам да се грижи за себе, па државата му одредила старател. Станко со своето однесување не прифаќал да неговата ќерка секој ден се грижи за него и да со крајни напори секој ден оди и му носи јади. Центар за социјална работа годишно бара извештај од старателот и ние сега ќе побараме, доколку не може да продолжи да се грижи лицето, ќе побараме да биде истото сместено, доколку се согласат старателот и доколку центарот оцени по оваа потреба. По прилогот на ТВ Стар, Станко е згрижен во Штипската болница и задржан на интерното оделение. За неговата состојба нема прецизни информации зашто допрева треба да се направат анализи. Во меѓувреме останува отворено прашањето: зошто е дозволено човекот да живее во вакви мизерни услови и кој е одговорен за тоа? Според законот, ако старателот не си ги извршил обврските, требало да реагира центарот. Останува да видиме дали овој пат Станко ќе биде институционално згрижен или и ќерките и центарот повторно ќе го заборават.